Одниса на довербата во македонското правосудство. Застарувањето на одредени предмети не секогаш е повина на судот. Има судскиот совет во изминатиот период има детектирано многу причини кои придонесуваат до одолговлекување на постапката. Дали како председателка на судскиот совет чувствувате одговорност за ниската доверба во македонското правосудство? Не само јас, сите во судството мора да ја почувствуваат и треба таа одговорност. Меѓутоа и обврска е на сите нас да почнеме да ја враќаме довербата во јавноста. Трилинг на релација Белград-Приштина во пресред на диалогот Вучич-Курти во Охрид. Well, I think that the EU proposal is not the best solution. Tu nema govora o međusobnom priznanju i u ovom momentu Srbija u svakom smislu nije spremna na takav korak. Се враќа култната манифестација Глумците пеат. Од првиот ден, од 91 од 92 година сум на некаков начин дел од Глумците пеат, затоа што Глумците пеат првите години дома кај нас се праве. Немаше, све се случуваше дома уз кафе, уз пијачка. Глумците се маестрални пејачи. Гледате ново издание на Трилинг. Добро вечер. Спогодби, затворски туризам, вратени постапки за старување на делата. Политички и бизнес влијанија, избор на суди и обвинители според сомнителни критериуми и процедури. Што дополнително ја подкопува довербата на судството, на македонското правосудство, што и така е урнисана. Во ово издание на Трилинг мој соговорник е Весна Дамева. Незиниот избор за прв човек на судскиот совет создаде голема врева во домашната јавност. Добро дојдете во емисијата. Господја Дамева, дали ви создава своевиден хендикеп и товар фактот што уште од стартот бевте критикувана дека сте на почеток само судски службеник, соработничка на Кацарска, до приправник во судскиот совет, за да стигнете председателка на судскиот совет и да одлучувате за изборот на арбитрите во ке судиите? Апсолутно не ми создава товар. Тоа ми е плюс аргумент да докажам дека можам и од позиција од која претходно сум била, па подоцна избрана и за член на судски совет, да докажам дека може да дадам придонес свој во судството. Можам да кажам дека кај нас, знаете, етикетите секогаш се ставаат на почетокот на изборот на било кој функционер, но јас би сакала мојата работа да се оценува и етикетата да ми се ставе на крајот на мојот мандат. Амбициозно го стартувавте мандатот, побаравте од вашата претходничка Павлина Црвенковска да каже кој тоа се вршел политички и бизнес влијанија врз функционирањето на телото кое врши избор на суди. Добивте одговор или свативте дека и вие сте пред предизвикот да се соочите со истите проблеми? Знаете, јас јавно го побарав тој одговор од причина што да се разбијат сите сомнежи околу тоа, односно да се констатира дали тие наводи се паушални или се подкрепени со аргументи, со докази, со цел да се констатира нивната основаност. Не го добив тој одговор, може би надлежни институции работат на конкретниот случај и би требало да се испита тоа до крај. Бидејќи само така ќе ја знаеме вистината. Дали имало такви притисоци, дали немало притисоци, хајки, не знам како беше уште наведено, не би сакала да коментирам. И не можам да зборувам во име на мојата претходничка, но за мене можам да потврдам дека во случај кога би имала било какво влијание, било каква хајка, било притисок или закана, тоа пред се би го пријавила кај надлежните институции, а би го обелоденила и јавно
за да сите се бидат, за да јавноста биде известена со име и презиме кои се тие што вршат влијание, и тоа мислам дека е чекор напред за да не се обиде никој и тоа да биде кочница во иднина да се влијае. Не ви изгледа помалку симптоматично што и обвинителството не најде за потреба да отвори истрага во однос на наводите изнесени од вашата претходничка Црвенковска? Јас тоа не можам да го коментирам, бидејќи не знам и дали воопшто е процесуирано. Тоа сигурно прашање треба да го упатите на обвинителството, но доколку е процесуирано, јас го поздравувам и очекувам да излезат со реакција во јавноста. За 2 недели застарува едно од делата против екс-шефот на тајната полиција Мијалков. Судскиот совет со свој тим влезе во апелациониот суд. Вие во една прилика ќе речете, меѓу другото, дека имавме средби со членовите на апелациониот суд, но она што останува индикативно, зошто не побаравте одговорност од судиите кои свесно, веројатно, го држале предметот против Мијалков во фиока со цел тој да застари? Тука судскиот совет многу експресно реагираше, тоа го сигурно е за поздравување, ја констатираше состојбата, го изготви извештајот и тој беше усвоен. Што тоа беше констатиравте? се констатираше одредена состојба во смисла на временското постапување, на роковите на постапување, изготвување на одлуката и слично. Но тоа е една фаза од постапката. Она втората фаза што судскиот совет не само во овој случај, во конкретниот и во други случаи што го има, е да ги детектира причините поради таквото ажурно или неажурно постапување, односно дали имало одолговлекување или не одолговлекување на постапката и дали тие причини се објективни или субјективни. Меѓутоа, во тој случај се навлегува во еден друг терен, тоа е теренот на утврдување на причини дали постои одговорност, и во тој дел постапката е веќе тајна за јавноста. Но јас ве уверувам дека, имајќи во предвид заложбата на Судскиот совет за транспарентност, во моментот кога законските можности тоа ќе го дозволуваат, односно услови, јавноста ќе биде запозната дали и против кој Судскиот совет повел постапка или ќе поведе и слично. Има ли пропусти во овој дел во однос на случајот Таргет Тврдина? Неспорно, Судскиот совет и во самиот извештај тоа го констатираше и таа седница беше јавна. Неспорно е дека има одредено пречекорување на роковите, но напоменувам, мора да се утврди кои се причините, односно дали се објективни. Дали тие причини се на страна на судот или можеби евентуално на страна на странките преку поднесување на поднеси и така натаму. Сакам да кажам дека тој случај, како и другите сензитивни случаи од кои се креира перцепцијата во јавноста, но и за секој случај кога има одолговлекување, втората фаза утврдување на основаноста и оправданоста на причините. Сега ќе ве цитирам. Судскиот совет нема надлежност, тоа што вие го велите, да ја оценува одлуката на апелациониот суд, но уште еднаш ве прашувам. Велите процедурата за истрага трае се уште? Помалку индикативно, предолго се чека да се расвети случајот околу предметот Таргет Тврдина. Вие сте побарале извештаи за други предмети поврзани со Трезор, со случајот Алфа, со Транспортер, кои исто така им се ближи крајот. Јас би замолила за малку трпение. Судскиот совет работи и на првиот случај и на останатите случаи. Во овој момент не можам информациите да ги споделам со јавноста. А не можам ниту своето лично мислење да го кажам, бидејќи така би ја контаминирала целата постапка. Кривичниот суд деновиве се произнесе дека целосно е застарено делото против екс-директорот на Царина Даравелски. Може да говориме за правна сигурност во вакви околности? Знаете како застарувањето на одредени предмети не секогаш е повина на судот. Има Судскиот совет во изминатиот период има детектирано многу причини кои придонесуваат до одолговлекување на постапката.
Една од тие причини е недоаѓањето на обвинителствата или одлагањето на расправите поради неприсуство на обвинителите. Друга причина е неспроведување на обвинетите од страна на казнено-поправните установи, па потоа недоаѓање на вештаци, стручни лица и слично. Но, сепак, оној кој што треба да ја контролира, односно да го води целиот тек на постапката е оставен на судот. И судот треба да го направи тој баланс и да ги искористи сите законски механизми кои му стојат на располагање со цел да ги создаде предпоставките за одржување на расправата. Во овој конкретен случај не можам да се произнесам, но ве уверувам дека на работната посета која што ќе биде во кривичниот суд, ми се чини и до крајот на месецов, еден од тие случаи, односно испитување на постапката, ќе биде и поднос на овој случај. А за судските одлуки во смисла на тоа, во смисла на слободно судиско убедување, ниту судскиот совет, ниту било кој друг може да се меша. Но може да, но може да испитува и како ако на вистина е констатирано дека некоја постапка се одлагала со цел да застари предметот. За каква независност и дали воопшто можеме да говориме за независност во судството кога јавност имаше можност да види фотографија ваша со премиерот, екс-премиерот Заев, дружба на шефот на одделот за гонење на организиран криминал со потесното раководство на ДУИ. Екс-министерот за правда Тупанчевски беше во придружба со судија и обвинител. Ова е за вас независност на судството? Мислев дека ова прашање е апсолвирано, меѓутоа се уште е актуелно. И јас ќе го повторам уште еднаш мојот одговор, дека член на политичка партија не сум била. И тоа го тврдам најодговорно, а времето ќе покаже дали евентуално дружбата и пријателството со политичари, па и со луѓе од и други функционери влијае на моето одлучување и постапување. Интегритетот е основната алка, каде може да се и браникот, каде може да се заштитите од сите пријателства, познанства и така натаму, за да одлучувате самостојно и независно. Кога сме кај интегритетот, каков интегритет имаат или судиите, обвинителите кои се во филмот на татковци, деца, блиски роднини и пријатели кои се избираат според сомнителни процедури и критериуми за обвинители, суди, се распоредуваат по судови кои работат на принципот на ало-ало. Предпоставам знаете на кого алудирам. Јас не можам да го коментирам ова, бидејќи ниту имам дете судија, ниту дете обвинител, ниту сопруг судија, ниту сопруг обвинител. Меѓутоа сепак сте председател на судскиот совет. Апсолутно, меѓутоа повторно тука се сведуваме дека интегритетот на секој е важен. Знаете, вие не може да забраните, ниту уставот тоа го дозволува, дискриминација по однос на семејна положба. Но, доколку се има интегритет, и како може истиот да се имплементира за да не се остави сомнеш во понатамошното постапување и на едниот и на другиот. Еве ве прашувам, каков легитимитет ќе има судија од академија кој 2 пати не е примен? Направено е фалсификат уверение за англиски јазик. Се запишал без правосуден, односно е избран за судија без правосуден испит. Или е сопруга на шефот на обвинителството за гонење на организиран криминал. Судскиот совет единствено одлучува врз основа на доставената ранг листа, а подоцна испроведеното интервју, а предходно што се случувало за да истиот кандидат биде примен во академијата, на вистина судскиот совет нема законски механизам тоа да го утврдува, но тоа е сепак работа на други органи кои и како треба да го констатираат и утврдат. Според упатените во кои одлично ги познаваат состојбите во македонското правосудство, ќе речат во судскиот совет превладуваат 3 струи. Едната предводена од екс-премиерот Заев, втората од генсекот на СДСМ Зечевич и третото крило под чија контрола се членовите на судскиот совет, а тоа се блиски луѓе до ДУИ.
Ова од вас морам да бидам искрена. Прв пат го слушам за овие крила што ги спомнавте. Но, ако од дискусиите на седниците произлегува различно мислење и поинакво мислење, не може тоа да значи дека во судскиот совет има одредена нетрпеливост помеѓу одредени членови, одредени различни размислувања. Поддржувам и почитувам различно размислување и тоа е чекор напред кон градење на едно демократско општество. Дали вие после ќе пиете кафе со колегата или не по завршување на седницата, тоа воопшто не е важно. Важно е во судскиот совет да има една конструктивна расправа и секој да аргументира. По чие влијание некој одлучува или постапува, јас не можам да кажам и не сум запозната. Но јас можам да потврдам за мене дека одлучувам и постапувам исклучиво согласно фактите, доказите и моето убедување. Дали како председателка на судскиот совет чувствувате одговорност за ниската доверба во македонското правосудство? Не само јас, сите во судството мора да ја почувствуваат и треба таа одговорност. Меѓутоа и обврска е на сите нас да почнеме да ја враќаме довербата во јавноста. Апсолутно, значи, се согласувам со перцепцијата на граѓаните дека слаба е довербата, ниска е довербата во судството, но не е тоа само во судството, практично тоа е во секаде. И не е само во нашата држава, има и во развиени демократски држави каде што има ниска доверба во одредени ресори. Но наше како ќе почнеме да ја враќаме таа доверба. Бидејќи знаете, довербата тешко се стекнува, многу лесно се губи, а уште потешко се враќа. За враќање на довербата треба да се констатираат причините. Ние веќе ги детектиравме, врз основа на извршени анализи и во наредниот период ќе преземаме чекори. Но првиот чекор кон тоа е транспарентноста и отчетноста, за која сега не би елаборирала, бидејќи знаеме што значи судијата да биде транспарентен и отчетен, односно брзо да ја известува јавноста, а вториот чекор е да се ослободиме, односно судството да се ослободи од судии кои што не ја заслужуваат тогата да ја носат. Која урниса довербата во македонското правосудство? Видете, тоа е системски проблем кој не е од сега, тоа е децении наназад. Значи, не може да зборуваме за доверба која би била на многу високо ниво, па сега е на многу ниско ниво спуштена. Па сега речи си на најниско ниво. Но интегритетот на секој поединечно е виновник за ниската доверба во судството. Затоа мое мислење е судиите не треба само да се стручни и совесни. Судиите пред се треба да имаат интегритет. Интегритетот или го немате, или го имате. Не се поклонува. Ако го имате, се е полесно веќе. Велите нема политички бизнес влијанија во овој момент врз работата и функционирањето на судскиот совет. Велите не сте член на СДСМ, но помалку изгледа вулгарно, подготвувајќи се за ова интервју, најдов на фотографии од вашиот сопруг, каде што има фотографии и Facebook статуси со помалку недолични коментари во насока на критика на екс-премиерот тогашен Никола Груевски. Тој беше во еден период, чина ми, еден од директорите на Скопски пазар. Дури против имаше и процеси, се уште мислам дека има судски процес против Судски пазар, Скопски пазар. Дали тука може да има конфликт на интереси? И ваше влијание врз како председателка на судскиот совет? Јас Facebook статус немам и не контролирам ниту мојот сопруг што објавува, ниту членовите на моето семејство. Секој полнолетен граѓанин може да објавува, може да коментира во одреден период од животот како се чувствува, што мисли, да објавува слики од патување и слично. По однос на овој процес кој што го кажавте, тој процес е оштетен во тој процес Скопски пазар, меѓутоа јас таму што би можела да влијам? Не е во својство на обвинет, а оштетените ги застапува обвинителството, така да ова воопшто не знам во која насока е прашањето, не можам да го разберам за да можам да одговорам. Како би влијала јас на обвинител? До кога слободата ќе се купува со пари?
Не знам дали се купува со пари, но ако јавноста тоа го тврди, треба да го подкрепи со докази и факти. Господја Дамева, екс-шефот на тајната полиција Мјалков инкасираше финансиски средства, се договори со обвинителството спогодбено. Предпоставам дека сте информирани. Тоа прашање ќе мора да се упати на обвинителството. Ве прашувам како председател на судски совет. Тоа Што вие е мислите? оцена. Значи, јас не можам да коментирам нешто за што обвинителството нашло оправдана причина. Јас не ги знам причините поради кој е склучена таквата спогодба, но сигурно е рационално за државата што прифатена е таквата спогодба. Избирате, но и разрешувате суди. Не чувствувате потребен дел од судиите кои не постапувале совесно дека треба да не бидат веќе меѓу делителите на правдата? Тоа го кажав и претходно. Токму тие суди, ако судството се ги искорени тие суди, тогаш ќе почне да се враќа до вербата. Ви благодарам за гостувањето во Трилинг. Ви благодарам и вам. Почитувани гледачи, тоа беше Весна Дамева, председател на Судскиот совет. Следете не понатаму, по кратката пауза за реклами, продолжуваме со репортажите од Белград и Приштина во очи преговорите во Охрид меѓу Курти и Вучич. Следете не. Следите Трилинка во продолжение. Во Охрид решавачка и најделикатна фаза од преговорите Србија-Косово, Европска унија. Властите во Белград и Приштина под силен притисок од Брисел ќе мора да ги направат болните компромиси. Без нив и нема стабилен регион. Северна Македонија е судбоносно поврзана со двата соседи. Пред повеќе од 2 децении на Кумановскиот спортски аеродром беше подпишано примирието за крај на нападите на НАТО врз Србија. Почна и крајот на агресивната националистичка политика на режимот на Слободан Милошевиќ. Дел од таа реторика и денес ја преземаат националистичко-радикалните личности во Србија. Во Охрид пак е подпишан договорот за крај на конфликтот од 2001 година. Трилинг во Белград и Приштина, непосредно пред диалогот Курти Вучич во градот на УНЕСКО. Можна ли е нормализација во односите Белград и Приштина и под какви услови? Нормализација мислим да е дефинитивно могуće на основу француско-немачкog предлога koje su ove strane nedavno prihvatile i o kome će sada biti novi razgovori, odnosno o aneksu tog sporazuma za par dana u Severnoj Makedoniji. Međutim, ključni elementi su tu implementacija onoga što je do sada bilo dogovoreno u Briselu i tu pre svega mislim na pitanje zajednice srpskih opština, odnosno njenog formiranja. I drugo pitanje koje takođe mislim da je ključno za normalizaciju dva društva, to je odnos medija prema drugoj strani i u Srbiji i na Kosovu, odnosno kako se druga strana prikazuje. Tu je atmosfera prilično loša i u nekom smislu ona onemogućava suštinsku normalizaciju između dve strane. Mislim da je normalizacija svakako moguća i posebno mislim da je moment za to sada dobar zato što je konačno na nivou Evropske unije ovo pitanje stavljeno na odgovarajući nivo u smislu političkog prioriteta i spremnosti da se zaista radi na tome da se daju podsticaji, vidljivi podsticaji i Srbiji i Kosovu da se zapravo i dođe do nekog, da kažemo, dugotrajnog rešenja ovog problema. Svima nam je jasno da potpisivanje bilo kog sporazuma samo po sebi ne može da dovede do potpune normalizacije odnosa. Jasno je da će to biti dugotrajan proces, da će naročito puno morati da se radi na pitanjima pomirenja između dva naroda, što je trenutno, da kažemo, pitanje na kome se vrlo malo radi i na kome, nažalost, ni Srbija ni Kosovo kao, da kažem, kao vlade i u nekom zvaničnom smislu nisu radili ovih godina. Tako da put ka potpunoj zaista normalizaciji odnosa u pravom smislu te reči će svakako biti dugotrajan, ali mislim da smo sada na putu da se dođe do jednog sveobuhvatnog sporazuma koji bi ponudio, da kažem, i Srbiji i Kosovu na drugoj strani određene podsticaje i određenu perspektivu za razvoj ovih odnosa dugoročno, a
sve to u kontekstu perspektive članstva u Evropskoj uniji za obe strane. Велите, потребно е помирување меѓу двете страни, нешто слично што денове можеше да се случи и од председателот Вучич, дека Србија сака нормализација на односите со албанците, меѓутоа никогаш нема да прифати независно Косово. Da, ono na čemu predsjednik Vučić insistira jeste da Srbija nikada neće formalno priznati Kosovo. U ovom trenutku ja mislim da za sporazum koji je na stolu i o kome se razgovara i da kažem na čijoj implementaciji sada treba da se krene da se radi, formalno priznavanje, znači sami formalni akt priznavanja države Kosovo od strane Srbije nije ni neophodan i mislim da on nije realno očekivati da će se to desiti u nekoj, da kažem, doglednoj budućnosti. Српскиот председател Вучич излезе со своевидна симптоматична идеја и повик за национално обединување во одбрана на Србија. Од кого ќе се брани и зашто? И од што ќе се брани? Ono što se meni čini, prva stvar, nije ovo prvi put da predsjednik Vučić izlazi sa takvom idejom. Ta ideja je cirkulisala i neposredno nakon parlamentarnih izbora koji su nedavno održani, pa nekoliko meseci o njoj nije bilo reči. Mislim da je tu suština u stvari da se utvrdi front prema pre svega partijama desnog centra i ekstremne desnice koje egzistiraju u parlamentu u Srbiji i da je cilj u stvari da se onemogući jedna čvršća kritika i akcije koje bi dolazile sa te strane i svakako to je povezano sa procesom normalizacije među Beograda i Prištine. De facto Srbija i Kosovo već jesu dve odvojene države već duže vreme. Pitanje je naravno sada kako će retorika vladajuće stranke i vladajuće koalicije u Srbiji uticati na menjanje javnog raspoloženja i stavova javnog mnjenja u Srbiji, budući da znamo da je zbog velikog uticaja vladajuće stranke na medije u Srbiji dosta i veliki uticaj koji vladajuća stranka i vladajuća koalicija imaju zaista na javno mnjenje i na stavove građana i građanki Srbije. Mislim da ta politika, taj aspekt komunikacije je bio dosta negativan do sada. O čitavom, da kažem, aspektu odnosa sa Kosovom se do sada uglavnom govorilo u jednom vrlo neprijateljskom i vrlo negativnom kontekstu. To je tako na obe strane, znači isto je tako i na Kosovu, kao što i na Srbiji. To je upravo taj problem koji postoji, znači da bi se uspostavio odnos pomirenja i razumevanja između dva naroda. Ako pogledate sam tekst dokumenta i tekstove predloga aneksa koji su se pojavili u medijima, koji svakako nisu konačni, odnosno tekst aneksa nije konačan zato što njemu tek treba da se pregovara i verovatno se i već događaju određeni razgovori iza scene. Tu nema govora o međusobnom priznanju i u ovom momentu Srbija u svakom smislu nije spremna na takav korak. Dakle, to sigurno nije konačno rešenje. Konačno rešenje će biti verovatno onaj sveobuhvatni sporazum o normalizaciji koji se nekoliko puta spominjao, čini mi se čak i u tekstu tog samog sporazuma, i on definitivno neće dovesti ovaj sporazum definitivno neće dovesti do međusobnog priznanja. Meni se čini da takve izjave su više se odnose na unutrašnji diskurs na Kosovu i na ono što premijer Kurti trpi od strane opozicije, odnosno on treba da brani određene pozicije koje sam žestoko napadao do pre nekoliko godina kada je bio u opoziciji i treba svakako on sam da proguta i gorku pilulu koja se zove formiranje zajednice srpskih opština, zato što on i danas to prilično čvrsto negira, odnosno odbija. Годинава Косово одбележа 15 години независност.
години исполнети со немири, протести, меѓуетнички тензии и неуспешни преговори. Се чини диалогот Белград-Приштина никогаш не бил поблиску до решение. Или може би така се чини поради зголемениот дипломатски притисок кој сега го имаат двајцата лидери, Албин Курти и Александар Вучиќ. Утре во Охрид тие разговараат за предлогот на Европската Унија, кој би значал и де факто признавање на Косово и решавање на овој 15 годишен проблем на Балканот. Дали е ова така, дали тој зголемен притисок дојде поради војната во Украина е многу известно, но се уште не е известно, барем според мислењата овде, дали српската страна ќе го прифати овој договор кој, како што кажав, би значал и де факто признавање на Косово како независна држава. Трилинг во Приштина, Кристина Атовска. Во центарот на Приштина разговарам со политичкиот аналитичар Газмир Раци, кој, меѓу другото, е и поранешен член на преговарачката група Белград-Приштина. Mr. Racci, thank you for this interview. As I announced you are the former member of the dialogue group between Belgrade and Pristina. So first I'm going to ask you about that period, about the past. It's been 15 years since the independence. So what was the worst period for the negotiations, for the dialogue, for Kosovo side? And do you think that this meeting tomorrow has any positive vibes, if we can say like that? The technical dialogue in Brussels started in 2011 as a technical negotiation. Then until 2013 there were several technical agreements reached in different areas with benefits to the citizens from both sides and with the main goal to withdraw parallel structures from Kosovo established by Serbia after the war. There was a second phase of this dialogue from 2015 until 2020 when both leaders at that time started to negotiate partition and changing the borders. This was a worst situation in the dialogue in which all energy went to the partition, to changing the borders. Then, thanks to the new administration in DC after Biden came, we have now the joint involvement of international community. I mean, the US and EU, they are now jointly involved in this process. After the Russian aggression in Ukraine, Germany, France gave and proposed a new plan which was a solid base for both sides to reach an agreement for moving forward in this situation in which we are stuck after 10 years of negotiation between Kosovo and Serbia. Do you think that Vučić will sign this now, that he has enough pressure on him to finally sign this thing, which is most important thing for Kosovo, because this will unblock every other process and every membership in every other organization? I hope also Serbia will say yes to this plan finally, because through this plan, EU path for Serbia and also for Kosovo will be more clarified. Because if we are not going to have the agreement, then this will have a huge impact also in our EU integration process for Serbia, also for Kosovo will have impact also in Euro-Atlantic integration. Because for us it is crucial also NATO membership to start the process of NATO membership application. Let's hope tomorrow we will have a positive news from the audit because there is no alternative for both countries. Because both countries accepted to join European Union. And then if we are ready to join European Union, then this means that we need also to be European in our relations, because as we know, European Union is not interested to import a new Cyprus state
within the European Union. For that, we have this talk, we have a concrete plan proposed by European Union, supported by United States, and it is a time for both sides to sign this agreement, to move forward and to start and to speed up the process of European integration. And at the end, Mr. Ratzinger, I would like to ask about your expectation when this agreement could be signed. We can see in these last days, this last week, there is increased diplomatic activity or diplomatic pressure on both leaders. There were meetings in Pristina, also in Belgrade. So what do you expect? There are some deadlines, deadline put by the EU mediation in this process, and it was the end of March, the time when the agreement will be closed, and then we'll start the implementation. Because Germany and France proposed, I expect the ceremony of the signing the agreement maybe will be Berlin or the Paris, and in that ceremony must be present all EU member state leaders, and this will be also a good mechanism to control the implementation for both sides, and also the progress or regress in the implementation will be measurable by European Union in our process for integration to European Union. Mr. Ratzi, thank you very much for this interview. Thank you very much. Во Приштина разговарам со поранешниот лидер на движењето Самоопределување, господинот Висар Имери. Mr. Imeri, thank you very much for accepting this interview. I announced you as a former leader of the self-determination movement. You witnessed all the political turbulences between political parties in Kosovo when it comes to Belgrade-Pristina negotiations or dialogue. You were hard opposition on Hashim Thaçi's draft resolution on these talks. So do you think this EU proposal now is a good proposal for Kosovo? Well, I think that the EU proposal is not the best solution because Kosovo was expecting that this time around the dialogue between Kosovo and Serbia will come to its finish, and the finish would have been a legally obliging agreement which would contain mutual recognition. So Serbia recognizes the Republic of Kosovo and vice versa, Kosovo recognizes the Republic of Serbia. But that is not happening in this agreement. So we are having another, which is called basic agreement, which is an interim agreement, and the finish of the process is foreseen sometime in the future, which becomes a bit frustrating for Kosovo. But considering the circumstances and considering that we have had a very long time waiting for some sort of a step forward into the relation between Kosovo and Serbia, and therefore the regional cooperation and integration, I think that at the end of the day this agreement is acceptable because it gives some more space and to the international subjectivity of the Republic of Kosovo. It opens new possibilities for Kosovo, and therefore it is going to be a good agreement if it is fully accepted and implemented according to its spirit and letter. But isn't this enough, because they will be obliged to recognize all of your documents and to not block you further in any membership or any EU integration? So the problem is that it is going to depend a lot on how Serbia is going to behave after this agreement. If Serbia changes its position towards Kosovo, its hostile position towards the existence of Kosovo, then yes, things are going to get better. But if Serbia does not change this position towards Kosovo, then they are going to use everything possible to create additional obstacles to Kosovo. And with this agreement, they still have the possibility to do so. Do you expect Kosovo to enter open Balkan process after this agreement, maybe? I would certainly hope so.
I think that our government is very much against. A lot of people in Kosovo are against the Open Balkans idea. I'm one of the minority that are in favor of that, but I think that there is a lot of misunderstanding about the idea and what it aims. So I think that in general, Kosovo has to be a part of regional platforms, and I think that Open Balkan is an important and interesting regional platform where I would like Kosovo to be a part of. And one last question, because it is a problem here in Kosovo, and also there were protests and sometimes violent protests in the north of Kosovo, North Mitrovica. So the Serbian communities are also part of this EU proposal and the decentralization process. What do you think how this should be solved? Or is this a good framework for solving this issue with Serbian population and Serbian municipalities here? I think that, that's the EU proposal has this very important component, which is point 7, which talks about the position that the Serbian community in Kosovo is going to have, or sets the principles, how is that going to be defined. And that is going to be sort of like modeled on different European models and perspectives. So there are a lot of countries in the European Union that have these somewhere territorial autonomies, some other places cultural autonomies. And I think that for Kosovo, what is being expected and proposed is to do a combination of these different elements in order to reach the best possible solution, which would solve the issue that we have here in Kosovo, especially the relation between Kosovo Serbs and the central institutions in Kosovo. I mean, this agreement and every other agreement that we have signed with Serbia has aimed at tackling or solving two things. One was the relation that Kosovo has with Serbia, and the other is the relation that Kosovo has with Kosovo Serbs, and the rights that Kosovo Serbs should enjoy. Yes, but Kurti was opposing this proposal to make Serbian union of communities. That was, and Kurti is still... And from the other hand, Vučić said it is precondition for continuing the thing is that, I mean, Kurti still is, or says that he is against this idea of a community of Serb-majority municipalities, which was signed in 2013 and then again in 2015. But I think that both of these agreements are going to be taken into consideration when we talk about the EU plan, and especially when we talk about the implementation. One of the versions of that annex, the action plan, which has been published here in Kosovo media, foresees that the very second or the first step after we agree upon the text of the agreement is going to be the process to establish a sort of a institutional arrangement for the Serbian community. Whether that is going to be called the association or community, or whether it will change its name, that's a different story. But I think that we are going to have in Kosovo some sort of a special arrangement for the Serbian community and Serb-majority municipalities in our republic. And I think that we have to view this from the perspective of for extending rights for minorities rather than something that is going to be risky for Kosovo. Although we have to make sure that this does not bring into question the functionality of the republic, which I don't think is the aim. And it has been said by most of Western diplomats, especially assurances from the American diplomats, that nobody is seeking or would allow for another Republika Srpska in the region. So I think that Kosovo has a lot of guarantees for us not to go down that way. Anything else which would create more space for Kosovo non-majority communities to integrate with the rest of the Kosovo society should be welcomed and is welcomed by. That means full respecting of minority rights. Respecting minority rights, respecting human rights, and also additional rights which relate to the culture, religion, and which addresses some of the concerns that minorities have in Kosovo. I mean, there are concerns, especially by Serbian majority, non-majority community. So Kosovo will have to address that. I think that signing this agreement will actually open the door for Kosovo and us as a majority to be able to have a direct contact and debate with Kosovo Serbs and agree upon what kind of a country and society do we want to build together. This is not the end of the process. I think that this is a very important step towards that process. Mr. Emery, thank you very much for this interview.
Се задржуваме на истата тема во пресред на диалогот Белград-Приштина. Неодамна во Србија разговарав со познатиот писател од новата генерација, книжевниот критичар и уредник на емисијата Околу Балкан, Саша Чирич. Ja nisam politički analitičar da bi analizirao kako se koja od država, ponašala. Ja više pratim te procese u oblasti književnosti i kulture. U tom smislu meni su važni autori i autorke koji preispituju nasleđe 90-ih, koje se suočavaju sa i koji nas suočavaju sa temama o kojima političari ili javnost ne govore. Bilo da je to, ne znam, pitanje odgovornosti za raspad zemlje, pitanje nerešenih ratnih zločina, pitanje ponašanja ovih aktera koji su na političkoj sceni danas, njihovog ponašanja ranije, pitanje generalne perspektive, kuda ova zemlja ide, odnosno kuda sva naša društva idu. I zbog toga su mi važni takvi primeri, prvo da postoje, da se ta pitanja postavljaju i da se nude određene alternative koje, da kažem, uzimaju u obzir različitosti koje postoje u društvu, koje uzimaju u obzir nekakvu evropsku perspektivu koja je sada u nekom 3. ili 4. planu i ne zna se šta znači, koji uzimaju u obzir i rodnu ravnopravnost, koji uzimaju u obzir položaj radnika obespravljenih. Dakle, sva ta neka pitanja koja prosto nisu u prvom planu političkog diskursa. I to je ono što mene zanima. A sad, kako se kreće Balkan, to je malo šire, odnosno globalno pitanje. Pitanje je koliko je on samostalno, koliko su zemlje na Balkanu samostalne u tom odlučivanju, koliko mogu same da rešavaju svoja neka otvorena pitanja, posebno kad im je ta perspektiva evrointegracije praktično zatvorena unazad, ne znam nija koliko godina, da su i same na kraju žrtve nekih geopolitičkih procesa i gde neke međusobne odnose manje više nisu u stanju da rešavaju, nego tako čekaju da nekakvu, ne znam, podršku sa strane ili neću da kažem nametnuto rešenje, ali nešto što bi bilo, da kažem, prihvatljivo, a opet ne toliko nametnuto. Русија влезе со воена агресија врз Украина со обид за рекомунизација на државата. Официјална Москва на стартот од конфликтот излезе со став дека Украина е всушност Ленинова творба. Па се направија некои паралели со Македонија дека е Титова творба. Гледате ли тука некаква паралела? Opet kažem, ja ne razmišljam o tim kategorijama što se tiče spoljne politike ili nacionalnih politika, ali ako sad iz perspektive, ne znam, Srbije posmatram procese, odnosno gledam kako se akteri prema njima ponašaju, tu je, što se i vidi van, naravno, indikativan taj odnos, naravno, prema Rusiji i Ukrajini, jedan dosta, da tako kažem, podređen odnos gde se ne razmišlja principijalno, nego više iracionalno, a onda i u odnosu na raspad zemlje, gde se vrlo često, posebno od desnih krugova, vidimo da na sceni političkoj i javnoj u Srbiji oni dominiraju, sve bivše jugoslovenske republike koje su postale samostalne države posmatraju u suštini kao veštačke tvorevine i kao nešto što, kao Ukrajinu u odnosu na Rusiju, tako i bivše jugoslovenske republike u odnosu na Srbiju su nešto što, dakle, dobar deo ove desne javnosti tumači kao nešto što je učinjeno na štetu Srbije i što je još najgore u perspektivi, kada se promene svetske prilike, može da se zarotira, pa da opet bude u interesu, odnosno u interesnoj sferi Srbije. Doduše, Srbija, srećom za razliku od Rusije, nema kapaciteta da vodi ratove, niti iskazuje
čak i sadašnja nomenklatura takvu želju, ali očigledno da preko politike srpskog sveta želi da na neki način utiče na društva u svom okruženju, što se ne može smatrati nekom pozitivnom činjenicom. Dakle, umesto neke saradnje, mada i tu primjera postoje, i podrške, ekonomske saradnje ili kulturne, ovde uvek postoji jedno osjećanje, eto, tako, ne toliko žaljenja za bivšom državom, koliko osjećanja izneverenosti kod dobrog dela desno orijentisanog stanovništva, kažem, bilo preko raspada, bilo preko bombardovanja, i u tom smislu, eto, možda bude zanimljivo kada se posmatra sa strane da postoji ta analogija između Srbije i Rusije koja ne ide u korist ni jednoj ni drugoj, a to je da su jedna i druga žrtve nekog drugog, zapada ili ne znam čega, i zbog toga nekakva iracionalna simpatija u Srbiji spram Rusije, a bez obzira što se zapravo pre može poistovetiti sa Ukrajinom koja je napadnuta i čiji delovi teritorije se sada anektiraju, odnosno usvajaju. Tako da postoji poprilična konfuzija ovde u Srbiji oko toga. Ta zajednička perspektiva, čini mi se, će se sama nametnuti balkanskim zemljama, čak i nezavisno od Evropske unije. Jer onda neće biti opterećeni nasleđem i istorijom, a razmišljaće o pravim temama i onda će tu vrlo lako naći mogućnost za saradnju. I to neće biti samo kada dođe do elementarnih nepogoda, kao što su poplave ili slično, ili kao sada kad je, recimo, negde nestašica pšenice ili nekih drugih, pa se to lako može izvesti po nižim cenama, ili, eto, u okviru, to je jedna relativno pozitivna inicijativa Otvoreni Balkan. To može, takav način razmišljanja je nešto što deluje konstruktivno i može da da rezultat. Не бараше многу од нас, ниту очекуваше многу од нас, но ни остави аманет да го рестартираме Глумците пеат. Ова е дел од цитатот на Маја Бабич, ќерката на Марин Бабич, еден од најдобрите македонски актери и творецот на Глумците пеат. Што беше пресудно, Маја, да го рестартирате Глумците пеат? Љубовта прво кон тоа шоу, а присудно беше мојот завет даден на комеморацијата во Драмски театар, кога јас несвесно, покрај напишаното каде што го кажувам тоа дека ни остави аманет, кога тогаш да ја вратиме, јас го дигнав погледот и само кажав и ќе го направиме тоа. Зборот е збор, со сестра ми некако чувствувавме дека треба му го должиме тоа, затоа што не го направивме додека беше жив, иако многу често се обидувавме да ја вратиме таа приказна, од икс причини не се успеваше и некако рековме зборот е збор, или сега или никогаш. И со сестра ми некако си ставивме во глава дека ако сега, оваа 2023 година, не ги вратиме, тоа ќе биде крајот. Се запнавме со сите наши потенцијали, знаења, искуство и контакти и еве сме тука. 92 беше првата манифестација на Глумците пеат со Дади, кога прв пат се појавува на сцена. Театарот им припаѓа на глумците, но и песната веројатно им припаѓа на глумците. Глумците знаат и убаво да пеат. Што ќе биде темата на првата, после подолг период, манифестација на Глумците пеат? Режисер е Дејан Пројковски, темата, тоа секогаш, особено последните години, да речеме од 2000 до 2005 година, тоа се последните изданија на шоуто Глумците пеат, тогаш веќе беше тематско, па имавме тема цигани, намерно велам цигани, затоа што циганска вечер се викаше, потоа имаше Блуз Брадар и така натаму, а годинава е навистина кратко времето, за да можеме да правиме такви сериозни продукции со тематски, па либрета и така натаму. Годинава е фокусот да го вратиме, да ја оправдаме довербата
на публиката, која што во изминатиот период од недела и пол или две, колку што ни е објавена веста дека се враќа, добивме многу добар фидбек, многу добар одзив од публиката. Сега е важно да ја вратиме квалитетно, со добри точки, со добри интерпретации. Глумците се маестрални пејачи. Сушност, глумците се забавувачи. Тоа им е важното, дали ќе глумат, дали ќе пеат или нешто друго. Глумците се исклучително талентирани, а фала му на Бога во Македонија има многу талентирани глумци и не е тешко да се направи програма. Значи нема да одиме тематски, иако ќе се потрудиме малку повеќе фокусот да го ставиме на македонската музика, на домашната музика. Прво, затоа што сметаме дека ни е многу блиска, второ, затоа што и од технички причини тоа беше полесно, и побрзо да го направиме, а конечно и за да си ја чуваме македонската музика. Значи, еден не скриен, но еден помал ефект ќе се обидеме со глумците пеат да направиме, да си ја чуваме, да се подсетиме на некои рефрени, не дека ќе нема ни странска песна, но македонската ќе биде во фокусот. За прв пат ќе се појават и нови актери на сцената, нови личности кои кога се појавиле, кога за прв пат се појавија глумците пеат, биле многу мали. Биле деца, па студенти, така е. Шарен е составот, јас се уште не би сакала да откривам, еве ќе оставиме тоа како се ближиме кон 20 април да го објавуваме. Навистина е импозантен списокот, она што јас можам во овој момент да го кажам, е дека сум им бескрајно благодарна на сите колеги на татко ми, млади, постари, современици, кои што со огромен ентузијазам прифатија да учествуваат на глумците пеат. Никој не поставуваше дополнителни прашања. Значи, буквално беше важно. Јас навистина не знам кој е мотивот за таквиот ентузијазам. Дали е тоа љубовта кон глумците пеат, дали е љубовта кон правење на нешто поразлично, дали е почита кон Марин. Се веројатно заедно собрано е резултат, добивме резултат дека имаме многу актери кои што и сами се пријавуваат, и сами се јавуваат дека сакаат да пеат. На некој ние им се обративме, никој не одби до сега, што е многу тоа е добар знак дека ќе имаме добра вечер на 20 април. Она што помалку можеби е разочарувачки, за релативно краток период се мобилизирате за да успеете на 20 април да се одржи манифестацијата Глумците пеат, но ја нема веќе она универзална сала, она акустика и бројноста кај публиката. Ке може ли обичниот човек да го долови и да го почувствува мигот кога актерите даваат се од себе да ја доловат, било да е македонската, странската музика, со еден нивен автентичен глас? Отварате многу прашања и многу горливи теми. Првото е дека секогаш бевме во дилема, бидејќи јас од првиот ден, од 91 од 92 година сум на некаков начин дел од Глумците пеат, затоа што Глумците пеат првите години дома кај нас се праве. Немаше, све се случуваше дома уз кафе, уз пијачка. Татко ми инсистираше секогаш дека тоа треба да биде една вечер и толку. Но татко ми стоеше на ставот дека тоа треба да биде еднаш, ексклузивно, тоа е празникот на глумците, 27 март е светски ден на театарот, ние го правевме 26 во очи светскиот ден. Така што околу ексклузивноста мислам дека барем сега ќе го задржиме, ќе задржиме желбата и ставот на Марин тоа да биде така. Универзална е нема, не постои музичар кој настапувал или артист кој настапувал во универзална што не ја пофалил и што не рекол дека е исклучително акустична, топла, убава и сала во која можете да комуницирате со публиката на повеќе нивоа. Таа сала ја немаме веќе и тоа е некоја друга тема. И бројноста на седиштата се разбира, таму имаше 1572, ако добро се сеќавам. Ние веќе немаме, Скопје нема таква сала. Дури ќе се изненадите ако ви кажам дека
е тешко да се добие веќе сала во Скопје ако ви текне адхок проект да направите. Значи, тоа мора да го испланирате многу однапред, затоа што салите се тие кои што се и малку сали, а ние сме многу. Марин Бабич, човек со глас кој секогаш оставаше впечаток, било да е на сцената, било да е на радио, било да е на телевизија. Ке се родили нов Марин Бабич меѓу своите? А дали ќе се роди нов Марин Бабич? Не треба да се роди нов Марин Бабич. Ние имаме прекрасни уметници, прекрасни луѓе во Македонија кои што се многу талентирани. Она што може би треба да учат од постарите е тој ентузијазам со кој што порано работите се правеле. Татко ми бил активен на многу полиња, во делноќна програма, да, тоа гласот му го дозволил се разбира, па правел поетски вечери, па ете ги измислил глумците пеат. Се е тоа производ на некаква креативност и ентузијазам. Талентирани луѓе имаме. Марин нов не треба да се роди, треба некој подобар Марин може би да се роди, а ги имаме такви. Само мислам дека на младиве им недостасува малку повеќе ентузијазам, малку повеќе лудост и желба да се излезе надвор од кутијата, да се направи нешто за заедницата. Татко ми тоа не го правел за себе. Глумците пеат никогаш не бил за себе и за личните интереси. Бил секогаш за заедницата. Маја, ви благодарам за гостувањето и се надевам дека на 20 април македонската публика која ќе присуствува на Глумците пеат ќе уживаат. И јас се надевам, одговорноста е голема и се надевам дека ќе го оправдаме довербата што А ни веќе дава. од идната година се враќа во стариот термин на денот на театарот. На театарот, така е. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Слушам кај шумат шумите, бухите. Слушам кај шумат шумите, бухите. Слушам кај шумат шумите, плачат за војводата, капетанот. Слушам кај шумат шумите, плачат за војводата, капетанот. Тоа беше се за вечерва, следете ни и за 7 дена во исто време, петок, 20 часот и 45 минути. Довидување до тогаш.